верен пријател и поддржувач на македонскиот ракомет. Најдобрата фармацевска грижа е наша препознатливост. Аптеки Еврофарм. Победа. Твои импресии од овој дуел? Па, овој дуел мислам дека го почнавме добро, бевме доста спремни за играта на Украина, имавме добра анализа и за играта 6-6 и за играта 7-6. Знаевме дека се опасни во таа нивна полуконтра. Мислам дека добро го започнавме од преворот, направивме разлика и во првиот дел и вториот дел го започнавме, но дојдовме до 5 гола разлика и напад за 6, каде што почна нашиот минимален пат, каде што дозволивме да се приближат на 2-3 гола разлика. Мислам дека доста не казнува за нашите технички грешки со тие нивни полуконтри и контри. На крајот имавме исто така на 5 минути од крај имавме некои 2 гола позитива која ни ја намалија и ете на крај најискусниот превзема одговорност и го реши над преворот во наша полза. Мислам дека заслужена е оваа наша победа. Можевме над преварот да го донесеме при крај уште многу порано, но ете, пак имаме доста млади играчи и се случуваат тие падови кои мораме да гледаме да ги намалиме во иднина. Со тебе и со Никола Митревски, со Бојан Маџовски, со Никола Марковски во Еврофарм Пелистер играат двајца украинци, значи Острушко и Шевелев. Сметаш дека тоа што Митревски доволно го познава Острушко беше клучно што му фати некој од последните удари кон нашиот гол? Па да, добро. Се познава доста добро со него, но не само на него, но и на другите играчи. Мислам дека Митревски беше доста спремен за овој надпревар. Знаеше дека ќе го брани овој надпревар и ги имаше анализирано сите нивни играчи. Мислам дека беше клучно, поготово последните 5 минути, каде што фати 3 чисти зицери и тие не одржаа во игри и на крајот ни донесе и победа. По Украина следи Чешка. Доволно се познаваме и со нив, играме скоро секоја година на големите надпреварувања. Нема простор сигурно за поголема анализа, се знаат кои се играчите. Според тебе, од каде доаѓа најголемата опасност кон нашиот гол утре? Па се уште не сме ги анализирале чесите, тоа ќе го направиме денес, но сепак се знаеме со нив од претходни надпреварувања, нивната репрезентација е таа, немаат некои нови имиња. Минатото Европско првенство исто изигравме еден тежок надпревар со нив, кој нажалост за нас заврши во нивна полза со само еден гол разлика. Се надевам дека ќе се подобриме овој пат и дека ќе издвоиме победа која ни е многу битна. По долги години во Металург, сега си во Битола во Еврофарм Пелистер, подпиша 4 годишен договор. Како ти е таму? Па прв пат ми е да отидам надвор од Скопје, но сепак е во Македонија. Мислам дека добро се снаоѓам. Ќе видиме. Ова прва полусезона беше тешка за мене поради тоа што се враќав од повреда. Полека враќам и самодоверба и старата игра и се надевам на подобри резултати во иднина. Одлично, фала ти, многу сеќа утре. Фала. Му се радуваш на дождот, но не и на поројот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на Осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме.